Баско! Баско, гладен си? Мајка, уште прашуваш. Не да сум гладен, ама, ајде, почекаме мај. Имаме пита. Овој пат ефтен ми се погоди. Знаеш како вели народот? Ако не си јадел ваква пита, да питам за пита, живите псијата. Мајка, те молам, не иритирај ми го апетитот да ми тече психите. Да, колку сакам пита, ама сакам да јадеме сите. Добро, моето беше сепак да ти предложам. Благодарам, многу ти благодарам. Тато, молам да ти прочитам нешто што сум напишала? Ајде. Мајке, сакаш ти идеш? Ајде, да чуеме сите. Ова, нека чека овде. Ајде си. Тоа е. Состав. Да. Во твоите езерски очи живее птицата на мојата пролет, расцутена, разиграна, бистра. О, моја тивко пристаниште на соништата, сливо на сите притоки нацртани со бои од виножито. Драга моја, ти си големото срце по кое клевкаат градините на 30-те малечки бели светови, скриени зад хоризонтот на идеалите. Прими го овој топол цвет, ти моја драга. Браво! Браво, сини. Браво, само така продолжи. Тања, Тања, ако е ова посветено на мајка ти, ако е ова посветено на баба ти, немам зборови, тоа е... Насловот е ликот на мојата учителка. Учителка? Да, со овој составки учествувам на еден конкурс што го распиша СИЗот за образование по повод Денот на жената. Но кога пишувам, мислам и на тебе, бабичка. Ќе видиш друг пат. Зашто друг пат? Мајка, ајде не биди нестрплива, рече девојчето друг пат. Тања, напиши нешто и за бабата, не гледаш дека е натраплива. Бре, Васко, од каде натраплива? Па гледаш дека мене воопшто овдека име нема. И ова твоево шеп. Не, зашто и така ја се гледам и се слушам. Па се знае, ти гледаш и слушаш, биде? Само така продолжи ти, Тањичке, и твојата оделенска наставничка, раководителката која ќе прочита, има олкави солзиди полазат, крокодилски. Мислам, од радост. Ајде, продолжи, зато мој. Значи, човек кој ќе почне онака филозофски да размислува, се што треба да направи, значи животот е многу краток. А особено за оние што го преспиваат. Син ти не спие, син ти размислува. Размислува за животот така на широко, на високо, продлабочено. Длабочено, на длабоко, на широко, на високо. Бре. Од каде жити осмото светско чудо? Од каде тоа? Видато, жените ти се многу деликатни, посебно кога слават. И човек треба да пази што ќе им подари, како ќе им подари, со која боја на гласот, тоа ќе им го каже. Разбираш? Читај. Читаш или мрмориш? Читам. Ова е најубавиот подарок за една учителка, за една мајка, за една дама. Гледај овде. Во твоите езерски очи живее птицата на мојата пролет, расцутена, разиграна, бистра и тъната. Разбираш ли, јазикот нема коски, ама коски крши. А најнежниот збор е најубавиот подарок за една вистинска дама. Разбираш ли, синко мој, с уста полна млеко? Еле, татко мој, во кој век ти живееш? Ајде да се вратиме во денешницава. Дај ми 100.000. А рано и оние ден, нели ти дадов вчера? Добро, вчера за вчера, денес за денес. Каде е стотката од вчера? Ја претворив во свилена шамија што се додава на свечени фустани. Свилена шамија што се додава на свечени фустани, нели? И воопшто не изгледа лошо. Не, јас прв пат слушам дека свилена шамија се додава на свечен свилен фустан. Тато, мојата девојка треба да стане моден креатор. И таа треба да демонстрира еден свечен фустан и јас морав да ја помогнам, јасно ли ти е? Ти честитам на изборот. Види сега, на тој демонстрационен фестивал, јас требаше на некој начин да ја помогнам. И сега, па јасно ли ти е? Јасно ми е толку многу што ми се темни пред очиве. Разбираш, синко? Добро, одлично. Ако ти е јасно, дај ми уште една стотка. Уште една стотка? А каде е другата?
Мислам, каде е новата стотка? За мојата класна. Што мислиш ти, јас ги... Добро, нема да тепам, добро. Ти мислиш, јас ги печатам парите, нели? Значи ти дека се тоа многу пари за подрок, особено од ученик. Па добро, што викаш како да сум јас криминалец, тоа го реши класот. Замисли, четврто 2 на својата класна ќе ја подари пролетен фустан. Пролетен фустан. А вие да не бидете покусо и ви едно пролетно фустанче. Не. Ние четврто 1 ќе ја подариме уметничка слика. Муренат, Васко. Добро, не давај пари, ама ќе видиш чиј авторитет ќе падне, твојот или мојот? Јас не дозволувам да се валка името на мојот син и авторитетот на мојот син, не давам ништо. А од саба или јас се мачам цело време да го напишам текстот за етикетата што ќе стои на подарокот? Ајде да видам. Дај да ја видам таа фамозна етикета и тој текст. Да видам. На нашата драга и незаборавна професорка која цели 4 години не даруваше за знаење и поуки, за да узрееме вистински силни, воспитани и самоуправни личности. Нека ти е на здраве, синко. Тато. Како не ви е срам, бре, на професорката која 4 години се мачела од вас да направи примерни граѓани, вие да го предадете овој срам, тоа е најцрн срам. И јас не дозволувам мојот син да учествува во една ваква екзекуција, не дозволувам, не дам ништо. Не ми е срам. Еве ти пари за цвеќе, а цвеќето е најубавиот символ на љубовта. Цвеќето е символ на честа, на достоинството, на прекрасниот спомен. Го разбираш ли ти тоа, мој синко, автору на воденичен празен камен? Васко, што бара детето? Ќотек бара. Еве и мајка. Добар ден. Добар ден. Не ги покачија платите за 5 на 100. Земав разлика за 6 месеци. Точно на време. За да можам некои работи да исплатам, да доплатам, а и да си купам нешто. И да си купиш, а да надплатиш. А и со тие 5 на 100, што е прво на списокот, жити мајка? Па прво сервисот. Што го планиравме? Кој сервис? Како? Што ви е на сите денес, бре, луѓе? Па добро, нели ти реков дека мојот шеф Коле не покани во сабота на нов стан? Каков шеф Коле, па ти ја зборувавме за братучет и Крсте кој е завршил куќата и да му купиме една корниза, една обична пластична корниза за прозорецот во дневната соба. Крсте ќе причека. Зошто? Што си добил ти од Крсте? Тој нам не ни влегол во куќава. Да, а што си добила ти од тој твој шеф што не гледа подалеку од носот? Васко, не е фер. Немој Па така. тоа, ново вреднување на моето работно место, Ете? повеќе бодови. Потоа, од идниот месец 10 на 100 покачување, па службени патувања. Дај му на оној што ќе ти врати. Така стана времето. И, Васко, време е веќе еднаш да погледнеме каде газиме и на што газиме. Ти веќе во последно време газиш тотално во тиња. И то до колена. Ептен ме изнена... Добро, признавам, мојот максимум на нервите созря, јас се повлекувам. А фино го опоменав. Татко, живееш во друг век. Излези од маглата. Ти да излезеш од маглата и сите вие да излезете од маглата. Јас живеам чисто. И јас стојам цврсто и достоинствено на природните нозе од мојот татко, кој сакаше да бидам агроном. Добро, агроном не станав. Но татко ми воопшто не го криеше задоволството од мене. Гордост. И дури еднаш ми рече: сине, сум горд. Горд сум што газиш по стапките на твојот татко. Васко, Да. знаеш што е најубавото во тебе? Тоа што умееш да ги почитуваш по старите. Добар ден, соседи. Добар ден. Што е ово од тебе? Некој нов имидж ти, а? Сама сум си го шиела. Браво, добро. Ете, ние ручевме, од кога ручевме си разговараме, јас и мажот ми. Извини. Доаѓа празник му велам, доаѓа ми вели, доаѓа му велам и нема да го поминеме дивјачки. Знаеш дека детето ни оди на училиште, не смеме да се посрамиме пред учителката. Магда, како си со здравјето?
Горе-доле убаво. Убаво, тоа е убаво, тоа е убаво. Само си разговараме јас и мажот ми. Доаѓа денот, доаѓа, доаѓа. Магда, многу е важно здравието, знаеш дека? Да, така е здравието, да. И си разговараме така јас и мојот маж. Ние, велам, не сме толку сиромаси, ама и соседот Васко не е толку сиромав. А и децата ни учат заедно, му велам, а тој ми вели, и лош збор не сме си рекле. Па затоа пред да го купиме подарокот, да на здравие. Да ти се врати. Да се договориме, да биде рамноправно, да не се лутиме, ни ние, ни тие, не, никако, да не, така си разговараме јас и мажот ми. Магда, што имаш во главата жити мажот? Па си разговараме јас и мажот ми да и купиме подарок на учителката. Ете, ние решивме да и купиме фустанче. Фустанче! Како да не е безичи. Така, ајде, одврзи го кесето по соседу по барем за 500-ки, ајде. Чекајде. Јас не сум суеверен, ама денески почнам да верувам во ѓаволот. Па не знаете дека учителката има 3-годишна кирка, многу сладка. Па ако сакате да го купиме заедно. Не па да не речете, нашите соседи сакаат да се истакнат, а нашето дете да го фрлат во сенка. Тоа не, никако. Не, си разговараме јас и мажот. Само еден цвет. Јас се извинувам. Вие се лутите? Не. А јас сакам само рамноправно. Е рамноправно само еден цвет. Например, во едно училиште каде што има 30 деца, по половина цвет, тоа е рамно 15 цветови и тие 15 цветови се доволни за едно внимание. Се шегуваш. Не се шегуваш. Се шегуваш. Воопшто не се шегувам, соседке. Вие се шегувате, а што го правите не ме врска. И тоа е за осуда. Па да налутим учителката и да не ги стави децата на зап. Не, тој педагог не може да го направи. Па ти не си со сите. Ти не си со сите. Па ти како да живееш во средниот век. Но ако, ке те видам јас тебе кој ќе го видиш своето дете на последната дупка на свиралото. Доста! Реков точка. Тогаш јас се извинувам. Да не речете дека не сме биле фер, многу се извинувам. Си разговаравме јас и мажот ми. Васко, станува многу густо. Ти се молам, издржи, не попуштај. Ке издржам. На вистинските жени, на вистинските дами им бакнувам рака до колен, а на овие не. И точка. Ајде, за сите купи крампи, 50 крампи. Ајде, пушти срце. Денес на овој свет не му треба ништо друго освен цвеќе. Паркови од цвеќе, градиња од цвеќе, градови од цвеќе, цвеќе во очите, цвеќе во душата, цвеќе во носа, цвеќе на цвеќе. Питата ке истине. Ефектот воопшто нема да биде таков каков што треба да биде. И пак мене никој нема да ми каже благодарам. Каде е човекот? Што се стори со него? Луѓе, замислете се. Знаете што? Овој мој татко. Оди од стан до стан и на сете жени им го честита празникот. Ги грли, ги љуби, ги бакнува, им дава карамфили. Луѓе само стојат острана, вршуваат добро кој е овој човек, биде кавалер. Еве го. Мои дами, најсладки најубави дами, имам големата чест да ви го честитам вашиот најголем ден. Символот на вашата љубов и достоинство искован од желбата за рамноправност кој ви е крив. И да ви посакам многу и премногу цветови за вашата среќа. Дозволете ми, мајка, нека ти е честитот денот. Трогателно од тебе. Волам, Маја, и тебе. Убаво. И тебе, срце мое. Саки ми ден. Ви благодариме на вниманието, наедно ветувајќи ви дека на вашата почит ќе ја возвратиме со сите убавини што ќе ни ги понуди животот. Благодариме. Данја, почести го со првата чаша на твојот успех и знапатеното срце на твојот татко. Слушајте, наставничкиот колегиум ја доделува оваа диплома на Тања В. Петреска во знак на признание за освоената прва награда на конкурсот
ликот на мојата учителка што по повод денот на жената го распиша сизот за образование. Нема спорно. Ово е најрадосниот миг во мојот живот. Миг на најрадосницата ми ќерко моја. Господ питачо да те макне со најскриените јави и ти макнеш што си чува за мој миг. Тања, ти ми вети дека ќе напишеш нешто вака посветено и за твојата баба. Како ќе биде тоа? Тоа е. Мислам, тоа е тоа. Што рече? Тоа е? Што чекаме? Ајде. А што е ово? Овде мислам. Тоа е највкусната творба на баба. Ние жените од зградата ти благодариме за извонредниот гест и за најпримерното однесување и решивме да ти ја подариме оваа торта. Мислам ова. Не ништо тоа, иако е многу интересно, нели? А каде мажот ти? Ма отиде во цвеќарница, повеќето мажи од зградата отиде во цвеќарница. Епа, убаво. Тогаш можеме да го продолжиме славието на вашиот голем ден.